Али Ахмети и Дуј покажаа целосно непочитување кон македонскиот народ. Скандалозната порака со која лидерот на интегративците алудира дека не постои македонскиот јазик, според познавачите е единствено со желба да се направи тензија во општеството и ништо повеќе. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека целта на Ахмети со ваквите пораки е единствено да доведе до подолбена етничка основа со цел политички бенефит. За почеток покажува целосен непочит кон македонскиот народ и пробува да ја поларизира целата состојба. Значи, покрај тоа што пробува да креира условно форма на тензија кај етничкото албанско население, покажува еден непочит и деградирање на севкупното македонско население. Користењето на албанскиот јазик е дефинирано со закон, па јасно е дека ваквите зборови на Ахмети се чисто политиканство, сметаат познавачите. Ристевски вели дека проблемот доаѓа кога некои се обидуваат целосно да ги изравнат македонскиот и албанскиот јазик, со што директно и се удира по уставниот поредок на државата. На крајот на криштата, ние сите мораме, и македонци, и албанци, сите кои живееме во оваа држава, да прифатиме на општествена реалност. Прв, официјален и службен јазик на Република Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Од друга страна, на високо ниво и можност за користење и употреба е албанскиот јазик и во одредени општини каде што има над 20% население се користи и ромскиот, и бошњачкиот, и турскиот, и српскиот јазик. И тоа во ниеден момент никој не го оспорува. Ваквата реторика на Дуј не е ништо ново и започна откако заминаа во опозиција, сепак тешко дека може да добијат нешто. Ристевски вели дека дополнителен проблем за Ахмети е што голем број од гласовите кои ги добија на минатите избори воопшто не се од етнички албанци, туку од коалиционите партнери од другите етнички заедници. Дуј да добие тешко, се обидува во основа, мислим, повеќе од очигледно дека меѓународната заедница, ни политичките представници на другите држави во Македонија, ниту пак етничко-албанското население, апсолутно сигурен сум, не ги поддржува овие реторики и овој начин на подгревање омраза и поделба во општеството. Во скандалозната изјава од Чашка, Ахмети кажа дека ако сите што зборуваат албански ги испратиме во Албанија, а оние кои зборуваат бугарски во Бугарија, праша на кого ќе оставиме оваа држава. Оваа изјава веднаш беше пренесена од бугарските медиуми. БГН столкуваат дека Ахмети алудирал на тоа дека македонците говорат бугарски јазик.